Civil Media. Добар ден, најпрво благодарам што дојдовте во волку голем број за една интересна тема која што во изминатиот период се историско и децениско кај нас, освен говорот на омраза, таа е, мислам дека попрва дури од јајцето или кокошката во Македонија стигната и никако да заврши. Така да ние се собравме денес со три важни ценети гости кои што ќе поразговараме малце на темата говор на омраза, црна кампања, пропаганда, која што во изминатиот период и те како е актуелна во нашето општество, а како се наближуваат изборите, таа станува се почеста и во моменти дури и невидлива за пошироката публика, но длабоко во себе содржи една силна порака, а тоа е говорот на омраза. Неодамна се случи еден немил настан во Нов Зеланд, за кој што сите сме сведоци, и тој немил настан можеби немаше да се случи ако луѓето кои што ја следат таа проблематика немаше да се занимаваат само со тие кои што носат бради и се чудни, и тие се тие кои што се следени од полицијата. Но тие што немаат бради се со жолта коса или без бради, нив никој не ги гледа, но секако носат нели кукасти крстови, обожаваат Хитлер, пишуваат говори на омрази, причуваат графити, слободно се шетаат низ улиците, но нив полицијата не ги забележува затоа што тие имаат слобода на движење и слобода на говор, за разлика од останатите. Во овој контекст би почнале со новинарката Христина Озимец, која што би сакале да ни објасни какво е влијанието на социјалните мрежи во однос на говорот на омраза. Здраво на сите. Па социјалните мрежи присутни сме сите, нели секојдневно сме таму, ги следиме Facebook, Twitter и така натака. Како што сите знаете, може да бидат доста корисни, може да ви отворат идеи за многу иновативни нови пристапи во работата, особено на нас, нели како новинари, да кажам и во медиумите, меѓутоа истовремено истите тие алатки практично може да станат и страшна платформа за линч, за клевети, за закани и така натака, ако не се употребуваат нормално онака како што се замислени, нели. Секако, еве и на Твитер пред некој ден прочитав еден твит, вика, мислам дека тоа најдобро објаснува за тоа како во последно време и на мене ми личат социјалните мрежи, вика, социјалните мрежи се станати како една чешма на сред село, нели? И секој доаѓа си кажува нели што сака, си обвинува и така натака. Меѓутоа и многу посериозно од тоа, нели не е само во нели трачарски да кажем дел, каде што се шират често пати лажни вести, непроверени информации, дезинформации кои што исто така имаат голема штета. Не се говор на омраза, нели, меѓутоа може да донесат до доста сериозни инциденти, го знаеме, еве разговаравме и ние и за примерот во Шуторизари што се случи на пример и претходно и она што беше со фамата која што беше околу што се ширеше за киднапирањето деца неодамна, нели, по социјалните мрежи, така што нели тоа е едно палета на еден куп да кажам непроверени информации, клевети, често пати може да бидат и закани и така натака, кои што може да навистина да направат една атмосфера на линч. Сега јас имам да кажам два пристапи на социјалните мрежи, зборам јас како корисник, нели. Едната е како новинарка, каде што ги користам како
простор за промоција нормално на она што го работам, и другата е нели како активен исто така корисник личност еве со јавна професија, каде што и самите се вклучувате, коментирате, давате размислувања и така натака, но во последно време имаме една атмосфера да се смени власта, нели имаме 2 години веќе друга власт, меѓутоа атмосферата е исто така поделена, некако и дури можеби поларизирана. Доста од коментаторите на социјални мрежи на различни начини се приклонуваат, гледаат да се приклонат кон својот камп, да кажам, кон својата партија, не влегуваат во дискусии многу со аргументи, туку повеќе гледаат да се едноставно да најдат одредени коментари кои што ќе оправдаат нивната позиција, а некои во тие жестоки, да кажам, нели бранење на позиции влегуваат често и во говор на омраза, и во закани, и во клевети и така натака. Тука би спомнала исто така и покрај класичните оние закани со кои што се справуваме веќе повеќе од деценија сигурно. Го имаме исто така и сајбербулингот, за кој што исто ретко се говори, а тоа е нели начин во кој што со доста може со исмевање, со подценување, со разни клевети на соговорникот да буквално и психички на некој начин психички и вербално му влијаете, бидејќи на тоа навистина е психички притисок, особено ако му нагрнат нели тоа повеќе некои дали ботови, дали корисници, често пати тие се и непознати, например на Твитер има доста овие профили кои што не знаете, навистина не можете да знаете, мислам еве и да правите некои истражување, навистина нели скриени ме профилот, и особено тука би спомнала дека се и ранливи жените новинарки, да кажам, во кои што имаат сепак нели друга позиција, и во светот се прават истражувања за тоа, особено конкретно за жените новинарки, како тие се подложни на сајбербулинг кога постираат стори и така натака, кои се критички за одредени центри на моќ или пак власта, и често се напаѓани на најразлични начини. Тука ќе продолжиме понатаму. Сега ќе продолжиме со активистката за човекови права, верувам дека повеќе сите скоро ја знаат, Мерсиха Смаиловиќ. Таа неодамна го разоткри случајот на една вработена во армијата на Република Македонија, која што побара Нобелова награда за мир, за храброст, се извинувам, за човекот кој што убил 50 невини жртви додека се молеле во џамијата. Како ние можеме да се справиме со такви луѓе кои што држат оружје, оправдуваат убиство на невини луѓе? Здраво на сите, фала на Цивил за интересните дебати кои што секогаш ги организира и кои што се потребни во ова наше општество, така да ете, прв чекор кон целиот тој говор на омраза кој што за жал понекогаш ги добива следниот чекор кој што сите ние го занемаруваме, тоа е криминалот од омраза, бидејќи потоа и агресијата, и геноцидот, и се тоа што се случи во Нов Зеланд се случува во некоја врска и да не освести, значи се случи тоа што е криминалот од омраза, значи злосторство од омраза се случи во Нов Зеланд, но во моментот ги имаше и второстепената пресуда за Караџич, каде што кажува дека извршил геноцид, но за жал сега беше послаба казната на територијата на Сребреница. Значи сето тоа и медиумите кога кажуваа веста за Караџич, го ги кажуваа неговите говори на омраза во собранието на тогашната СФРЈ. Значи никогаш не запира само кај говор на омраза. Значи посебно во Македонија никогаш тоа не запрело само на тоа што некој ќе го пишува. Да, Твитер е многу по-нереален, бидејќи не знаете кој стои, но Facebook, вие да имате ваше име и презиме, каде што пишувате каде работите и да се осмелите така нешто да напишете, е навистина сериозно. И зборувавме и со Џабер, кога ја споделувавме веста, му кажав дека ние стварно како граѓани сме уморни да постојано ловиме кој како што пишува. Има ли таму психолошки тестови, има ли таму контрола? Дури незини колеги од војска ми пишуваа, она е таква и не е прва дисциплинска комисија, дисциплинска прекршок кој што го направила. И вие едноставно се прашувате, пак чекај, кој држи оружје? Кого вие плаќате? Значи, кој ние со нашите даноци кои ги даваме на државата?
Едноставно сваќате дека да, можеби во овој момент во Нов Зеланд, во Македонија, некојаш муслиманите или бегалците се најранливата категорија и луѓето не се сметаат дека треба да се чувствуваат или да прекинат. Не сум јас. Не ме тагира мен. Значи, ако вие тргнете најслабата карика во моментот, најслабата мета, како што се муслиманите во Нов Зеланд или бегалците во Македонија, вие ги таргетирате нив. Под нив има друга послаба категорија, која што тие ќе бидат мета. Значи, едноставно, ако немаме сериозни законски регулативи, една сериозно да се свати говорот на омраза, значи не е само репорт. Знаете колку сум репортирала во МВР, дури мислам дека некогаш мејлот ќе ми го блокираат cybercrime, само овој профил. И ако вие не мобилизирате социјалната мрежа, луѓе, блокирајте ревувајте го овој профил на Facebook и им кажувам, репортирате го како злоупотреба на идентитет. Тогаш само Facebook. Значи Facebook има многу лоши правила, дури кога репортирате говор на омраза, ви викаат ова не е спротивно на нашите правила. Дури гледаме со напаѓачот во Нов Зеланд, каде што 15 минути неговите видеа беа, иако имаат нели графики, ова е затоа што влечат кликови, тоа не е случајно. Да. И едноставно вие морате да го пријавувате и не сме виделе јавното обвинителство МВР да излезе со реална статистика која што мене како мерсиха ќе ми даде сигурност. Значи ја не зборам само како посматрач на говор на омраза, јас зборам како жртва на говор на омраза. И тоа многу ми се свиѓа тој збор жртва, иако делува дека некако се кажувате вашата ранливост, но јас во 2017 бев жртва на говор на омраза, каде што го збориме за политичка манипулација, секој избор имаме ние политичка манипулација. Не заборавате во 2017 манипулацијата со 120.000 бегалци, со милион бегалци, зависи од кој. Во еден ден, на една собраниска седница, 60 пати е спомнат зборот мигрант бегалец. 60 пати на една собраниска седница. Следниот ден почнуваат потписи во една скопска општина за спречување на тој прилив. Се случуваат потписите. Следниот чекор е седница во советот на таа и таа општина против да се гласа за референдумот, гласаат за референдум и до Министерството за локална самоуправа, каде што вели референдум за ова не се подпишу. Значи, еве ви сериозна манипулација и ќе кажете да, па тоа се мигрантите, бегалците. Не сум јас. И колку и да беше тоа да зборувате како ехо, никој не ве слуша, им вадите извештаи, луѓе само 20 мигранти има у Скопје, во Македонија, никој не ве слуша. Но вие кога ќе станете жртва, каде што мојот профил и мојот лик беше искористен и кажан дај ве мерсиха повикува на бегалци, ја земам мојата слика на плоштадот во Скопје, каде што позади имаше голем банер и пишуваше Welcome Refugees, тоа беше во 2015 година, иако фактите безпротивни мерсиха од 2015 беше бремена, од 2017 не беше, не е битно, и тоа беше во мојата општина, каде што јас живеам. Споделено, за жал, од Facebook страна која тогаш беше генерирана од тогашната општина. Сега веќе ја исклучија таа страна. Мислам ја исклучија таа страна тогаш, каде што беше ставена мојата слика и вика еве мерсиха повикува на бегалци во вашата општина. Иако тоа е единствената општина каде што има бегалски камп. Општина Бутел ви избегува единствениот бегалски камп. И јас моите напори, не луѓе, има бегалски камп во Бутел, нелогично е уште еден бегалски камп, моите постови беа постојано бришани и почнав да добивам закани. Значи, општината е многу мала, јас таму се движам со 2 мали деца, многу сум лесно ранлива, јас или моите деца некој да ги нападне. И пријавувавме и мислам дека повеќе успеа мобилизирањето на луѓето кои што напишав, репортирате дека мојот идентитет е злоупотребен, не дека мојата безбедност е загрозена, бидејќи тоа Facebook не го смета, и профилот беше исклучен. Значи, никогаш не се зема жртвата. Да, некој па тоа мигранти, бегалци, инака нема никој да ги. Но не, чекајте, има друг слој кој што може да биде жртва на говорот на омраза. И без некоја сериозна регулатива и без статистики да видиме дека профили се затварат, луѓе одговараат со дисциплински мерки, со казни, со откази, со било што, ние никогаш нема да може да се прекине и сериозно да видиме борбата против говорот на омраза. Кога сме веќе кај случајот што го помена, јас веќе добивам и закани на Facebook, бидејќи јас нели мојот тој пост, иако претходно беше објавен на Facebook, јас го земав по други профили, беше шеруван можеби едно 400 пати, дека јас сум нели иницијаторот, кој што нормално го прекршила законот, тоа е сосема законски да постапите, но веќе за од незините истомисленици кои доаѓаат од одредени партиски ехоа и милеа, веќе добивам сериозни закони кои што нормално јас ги пријавувам, но до сега ниеднаш не сум била повикана од јавното обвинителство. Значи јас пријавам говор на омраза од 2015 година и до сега ниеднаш не сум била повикана како сведок или како покренувач на некоја постапка.
Така да без сериозни институции кои што ќе стават стоп на говорот на омраза, ние што можеме да правиме? Ние можеме да правиме едноставно солидарност. Она што го направија во Нова Зеландија, она што се случува во Македонија, некои мали моменти е солидарноста, е што можеме ние да го направиме и подкрепувањето на свеста со аргументи дека тоа не или не е реално. Ама она обичниот граѓани, нас обичните со тие хаштаг или не знам каква симпатија, со солидарност и со заеднички редови, мислам дека само така можеме како обични граѓани да застанеме. А без институциите сето тоа ќе бидат само мали напори. Така, пред да дојдеме наваму, прочитав само наслов, не знам, не го прочитав текстот, пошто морав да дојдам и да се спремам за дебатата. Имаше кандидатката независната или зависната, не знам како, на ВМРО ДПМН Силјановска, каде што насловот беше "Мигрантите ќе ги вратиме за нашите деца да не избегаат од државата". Тоа беше насловот пред да дојдам и не успеав да го прочитам текстот. Понатаму, веројатно ќе морам да го прочитам, затоа оставам со резерва дали е извадена од контекст или не е извадена од контекст. Да. Со нас е исто така и комуникологот Сефер Тахири, кој што би сакале да ни објасни каква е улогата на политичарите кога нешто ќе кажат и каква е улогата на медиумите тоа што ќе го пренесат кај публиката. Чувствувате некаква одговорност медиумите, доколку некој политичар каже некој говор на омраза, дали политичарите се вадат со тоа дека они не превземаат одговорност, они не го кажат тоа, само го пренесуваат неговиот говор? Да, благодарам. Бехам фалемдерит për fjalën dhe organizimin e këtij debati nga organizata qeveritare civil. Tema është e ndihshme, është një temë e cila na preokupon të gjithëve që nga pavarësia e Republikës Maqedonisë. Ще се опитам да отговарям на прашањето околу улогата на политичарите и на медиумите врз спречувањето или пак ограничувањето на говорот на омраза во јавната сфера, не само во медиумите. Уште на почетокот сакам да напоменувам дека, бидејќи тоа се злоупотребува често, дека спречувањето или пак ограничувањето на говорот на омразата, односно контролата или само контролата на медиумите и актерите вклучени во медиумската продукција не значи спротивставување на слободата на изразувањето, бидејќи, како што вели една позната изрека, нема слобода за непријателите на слободата. Токму тие кои што шират говор на омраза, често се повикуваат на слободата, а фактички они ја прекршуваат слободата на изразувањето. Во член 10 од Европската конвенција за човекови права и препораката на Комитетот на министри на Советот на Европа за говор на омраза, терминот говор на омраза се дефинира како говор што ги опфаќа сите форми на изразување со кои се шират, се потикнуваат, се промовираат или се оправдуваат расната омраза, ксенофобијата, антисемитизмот или други форми на омраза засновани на нетолеранција. Факт е дека со промената на политичката сцена, односно смената на власта, причините се повеќе слојни. Евидентно е дека во медиумите, зборувам во прв ред за традиционалните медиуми, е намален говорот на омразата, додека во социјалните мрежи, како што спомна колешките, тој е доста присутен. Значи, продолжува со истиот интензитет, особено по подпишувањето на Преспанскиот договор, односно гласањето на уставните измени и по гласањето на законот за јазиците. Имено употребата на квалификацијата северџани за поддржувачите на договорот со Грција е говор кој омалуважува дел од граѓаните. Анализата на известувањето за етничките сензитивни теми покажува дека во минатите 2,5 децении во Македонија беа забележени голем број примери на невнимателно или намерно известување во кое
отсутствуваше чувствителност за меѓуетничките, меѓукултурните и меѓурелигиските односи во нашето општество. Значи тој е присутен не само во традиционалните медиуми, туку и во јавната сфера. Не треба да се навратиме на минатото за да се подсетиме на паролите гасни комори за шиптарите, додека дел од политичарите албанци постојано со цел да ги навредуваат сограѓаните македонци ги нарекуваа славо македонци. Или пак енциклопедијата која албанците ги нарекуваше планинци и дека се доселени во Македонија во 16 век. Според истата, албанците според верската припадност главно се муслимани, а знаеме дека фактите кажуваат друго, дека албанците се и католици, православни, па дури и протестанти. Денеска познати се примерите во кои комитите и балистите скандираат етнонационалистички пароли и пораки кои содржат многу омраза, едни викаат шиптари, други каури. Инаку, кога ретко се пренесуваат во живо овие надпревари, коментаторите за жал молчат или молчеа кон ваквите повици и мислам дека токму индиферентноста, значи прашањето на Дехран и игнорирањето на оваа реалност произведува нетолеранција и може да биде потенцијал за конфликт. Ние сме имале такви случаи во Нерези и други случаи. Начинот на кој медиумите ги представуваат и им овозможуваат гласност, односно видливост на различните општествени актери, односно начинот на кој се фокусираат или ги врамуваат негативните појави и процеси, може и ненамерно да потикнува стереотипи, нетрпеливост, лош или говор на омраза, наместо да се бори против нив. Дали медиумите се креатори на говорот на омразата? Можат да бидат и да ги оквалификуваме и како такви. Во минатото ние сме имале безброј примери на автори на емисии, на новинари кои употребувале говор на омраза, но тие повеќе, значи зборувам за медиумите, се канал и инструмент за ширење на истиот, креиран од политиката, политичките партии, власта, институциите и од другите радикални општествени организации кои што може да бидат политички или неполитички. Токму затоа, значи не истакнуваме дека само медиумите произведуваат или објавуваат или пак говор на омраза. На улогата на медиумите е голема во процесот на ширење на омразата и создавање на поволна клима за да истиот добива на интензитет. Токму затоа новинарите, уредниците, а особено главните уредници, како главни креатори на уредувачката политика на одреден медиум и одговорни за објавените содржини во медиумите, имаат голема одговорност пред се, пред јавноста, бидејќи говорот на омраза и изразите што содржат негови елементи имаат големо штетно влијание доколку се шират преку медиумите. Новинарите постојано пишуваат за различностите, за разликите кои се темелат на етничка припадност, религија, раса, пол, сексуална припадност, социјално потекло и така натаму. Тргнувајќи од овој факт, значи кога пишуваат за сензитивни општествени теми, можат да предизвикуваат омраза и токму затоа Меѓународната федерација на новинарите со етички кодекс ги задолжува новинарот и уредникот да имаат свесност за одговорноста во нивната работа. Во член 10 од кодексот на новинарите на Македонија јасно се вели дека новинарот нема свесно да говори со јазикот на омразата. Голем број граѓани и субјекти се жалат на присуството на говорот на омразата во медиумските содржини и најчесто станува збор за говор на омраза врз основа на сексуалната ориентација и врз основа на политичката определба на засегнатите групи и поединци. Најчесто говор на омраза се користи во онлайн медиумите. Ќе се обидам ова да го подкрепам преку статистички податоци. Од 214 жалби поднесени од граѓани и разни субјекти до Советот за етика во медиумите во периодот од 2014 до 2017 година, статистиката покажала дека 49 од нив, односно 28,8% се однесуваат на прекршувањето на член
10 од страна на медиумите, особено тие во онлайн сферата. Додека од 68 жалби поднесени во 2018 година, 9 од нив, односно 23,7 се однесуваат на прекршувањето на членот 10. Зборуваше и Мерсиха околу тоа зошто нашите органи, односно јавното обвинителство, беше прилично инертно кон гонењето или пак санкционирањето на ваквиот говор на омраза во медиумите и во јавната сфера, и тоа знаеме дека во минатото беше резултат на влијанието на политиката, односно власта врз ова институција, и фактот што досега поради политички мотиви овој орган не действувал во однос на случаите во кои имало говор на омраза, не значи дека неговото ширење е дозволено. Исто така, истото важи и за дискриминацијата, иако постои формално, постои како институција, но ефектите на незината работа не можеме да ги видиме, односно општеството не ги чувства. Тоа е Државната комисија за недискриминација, но незиното недействување околу многу случаи е прашање кој што меѓу другото треба да го преиспитуваат и медиумите. Зошто ваквата институција не функционира, односно не реагира кога се зборува за говорот кој е базиран врз дискриминацијата. Евидентно, е културата во нашето општество вака не е во другите општества, на неказнивост на престапите на онлайн медиумите, некојаш поради, како што рековме, инертноста на институциите, некојаш поради неразбирањето на ова релативно нова сфера, некојаш поради штетната заблуда дека за онлайн сферата не важат законите, дека онлайн медиумите не се регулирани. Не е точно, бидејќи кривичниот законник на Република Македонија на експлицитен начин предвидува затворски казни за сите тие кои преку медиумите ќе промовираат и употребуваат говор на омраза. Да не цитирам членови, членот 394 и членот 319 и членот 417. Пред неколку недели Советот за етика во медиумите го иницираше подпишувањето на меморандумот за соработка против говорот на омраза, кој го подпишаа голем број на државни институции, меѓу кои и МВР, Народниот правобранител, невладини организации и медиумски организации во земјата. Единствена институција која што не се одзва на поканата да го подпише овој документ беше Државната комисија против дискриминацијата. Можете да претпоставувате, бидејќи се работи за луѓе, членови на оваа институција кои што беа поставени од минатата власт и веројатно не можат да се трансформираат во смисла да ја вршат нивната работа. Ќе завршам со тоа, дека медиумите не треба да се воздржат и да поентирам околу тоа што беше истакнато на почетокот, и да не известуваат кога говорот на омраза произлегува од устата на различни општествени актери, а кога известуваат, треба да го идентификуваат говорот на омраза кај други. И на тој начин да и преточат на публиката кој користи таков говор. Тука пред се мислиме на политичарите, на нивните изјави, интервјуа, на директните пораки, кои ако содржат говор на омраза, не треба да се објавуваат, зашто токму објавувањето е повреда на слободата. Но тоа значи дека не треба да ги амнестираме и да кажеме дека тој користи говор на омраза. Токму затоа уредниците и водителите на емисии треба да бидат предпазливи не само за директниот говор на омраза, изразувам во вид на официјални ставови или пак лични мислења на политичари или јавни личности, туку и во случај кога истиот говор води кон насилство, а е изразен од страна на публиката. Пред се мислиме на директни емисии, утринските и контактните емисии,
во кој најчесто се изразуваат пежоративни мислења во однос на етничките заедници во Македонија. Истото, значи, треба да се случува кога има директни пренесувања на настани, како што се протести, демонстрации или немири, а ако се случува да има говор на омраза, треба да интервенираат и, значи, водителите или пак новинарите кои што ги следат и да се дистанцираат на јасен начин или пак да го прекинат директното пренесување на настана. Значи, отприлика тоа би биле моите, значи, видувања околу тоа како можеме ние како општество, како медиуми, како јавна сфера да се справиме или пак да го намалиме интензитетот на говорот на омразата, кој што во Македонија е присутен, а очигледно никој не го санкционира. Ви благодарам, господине Сефер. Ќе направиме уште краток разговор, уште со неколку прашања, па потоа ќе дадеме простори и на публиката доколку има нешто да каже. Јас би се навратил, има неколку интересни моменти кои што ги забележа во моментов. Она што ми текнува од говорот на Сефер, сега ми текна дека вчера имаше случај во Грција, ако не се лажам, убиена квир личност заради неговата сексуална определба и сигурно активист, да. И сигурно тој таа или како и да е таа личност не била убиена затоа што претходно некој збореше се најдобро за таа личност. Напротив, таа личност е убиена затоа што постојано имаше говор на омраза кон таа група на луѓе и дојде до тоа што дојде. Јас би се навратил на една ситуација од пред минатата година беше, може би сите ќе ви текне на случајот со еден коњ Аурора, ако не се лажам, каде што најгласна беше актерката Ирена Ристич, каде што цела група на роми ги нарече цигани. И за тоа се покрена судска тужба, која што деновиве судската тужба падна на суд, затоа што она користеше слободен говор. И сега доаѓа прашањето, дали има слобода на изразување, тоа е слобода на изразување до моментот додека ти му наштетуваш на другиот, на друга група на луѓе кои што се чувствуваат повредени. Сега судот, ако стварно не се разбирам во право, не сум правник, но може да ме праша мене лично дали јас се чувствувам навреден од нејзиниот статус, дали јас како припадник на таа етничка заедница сум повреден или таа користеше слободен израз. Како ние ќе се бориме против ваквите случаи кога активисти за човекови права и слобода наместо да застанат во одбрана на поголемата група кои што беа навредени од тој нејзин статус, кој што ширеше говор на омраза, застанаа во нејзина одбрана. И денеска го шират судската одлука дека она го доби судот против ромите. Ако не постои комисија за заштита од дискриминација, тогаш каде би можеле да се пожалат овие луѓе кога основното јавно обвинителство очигледно нема некаков има веројатно некој посебен пристап. Цивил неодамна имаше состанок во МВР каде што неформално дознавме дека има над 100 пријави за говор на омраза во ОЈО и досега нема ниту еден случај колку што јас знам да биде решен. Така да, како еве прашање до сите вас, како можеме ние обичните граѓани да се справиме со ваквите ситуации кога очигледно е дека има говор на омраза, но институциите затајуваат. Јас ќе се делам за право, бидејќи спомна суд, закон, право. За конкретниот случај кој што го спомна со активистката Ирена Ристич, мислам добро паметам тогаш, мислам дека сите бевме активни.
во комуникациите со неа, значи не се секако не одобрувам некако да се нарече, ги почитувам сите луѓе зашто јас припаѓам на етничка заедница која што сакам да биде наречена како што ние се нарекуваме, бошњаци или ете вие. Во тој случај Роми, и би реагирала и реагирам секогаш кога ќе видам дека тоа нечие право на само изразување или вулгарно изразување или нарекување е земено предвид. Во тој случај комисијата реагираше, комисијата за заштита за спречување на дискриминација. Да донесе најбрзата можна реакција која што никогаш до сега не ја донела и го осуди тој говор, нарекувајќи го дискриминација. Но она што ете јас би поставила или она што во правото ние го секогаш се зема во предвид и не учат е да се земе целата приказна. Значи Ирена не нарече цела група, контекстот не нарече цела група, туку убиците на животното. Кога ние би имале соодветна закон кој што ги штити, нели закон за заштита на благосостојба на животните кој што е во подготовка и закочени во сите тие лавиринти, значи тие би одговарале за тоа што го убиле конјот, го мачеле, па го убиле, значи свира по убиство. Значи она само тие луѓе во знак на револт, мислам она е активист за правата на животните и како активистка знам дека и јас како реагирам кога некој ќе нешто што мене ми е многу блиско, че она ги нарече тие луѓе поединци кои што таа со своји очи ги видела, но поглед не можам да го оправдам тој говор, но сакам да кажам дека поголемата слика и контекстот и студот кој што го земал предвид е нејзините дела пред, потоа и во моментот. Значи таа никогаш не дискриминирала Роми, напротив, нејзиниот активизам е покривање на свеста кај нашето население за таа група. На граѓаните збориме за Визбегова, акциите кои што ги покренала. И јас кога би била во тој случај, значи може би била во тој орган, судскиот орган би донела иста бидејќи ќе го земам целата приказна. Значи како што спомнам за жената од армијата, не е изолиран моментот добила напад на бес и напишала таков статус. Зборам за нејзиниот Facebook профил кога влегов да го видам, беше пун со говор на омраза. Пун, не е изолиран случај, нема песнички од еднашка бум, Нов Зеланд. Има повик на линч на северџани, повик на линч на предавниците, че целиот е од еднашка. Ако го земете вие целиот профил на една личност, не можете поедно на момент на бес, на момент. Јас би се надевала дека нашиот казнен законник ќе почне со некои прекршачни мерки, општо корисни работи за сите некои послаби дела. Но во овој случај е веќе реагирање на говор на омраза, имаме знаеме код Миленко, но сите други говори на омраза кои што континуитетот го имаат, како што е кај Миленко и кај други некои телевизии, не гледаме дека еве, значи само да спомнам емисијата која што редовно реагираме во Центар. Јас стварно не знам како смее таа емисија се уште да функционира во нашето. Не зборам за која телевизија го дава, туку зборам како може. Значи секој втор збор му е говор на омраза. Говор на омраза, значи постојано. Значи сериозни санкции кон вистинските и луѓе кои што потекнуваат, повикуваат и континуирано повикуваат на говор на омраза, овие вакви поединечни случаеви на комисијата која ќе се разбуди или на јавното обвинителство, не ги сметаме за целесходни. И дефинитивно треба во законот за јавно обвинителство се донесат некои дисциплински мерки кон обвинителите кои што спијат и не реагираат на сите тие пријави кои што лежат во фиока. Јас само се чувствував одповикана да реагирам, затоа што и лично ја познавам Ирена Ристич и го следев контекстот на сето тој. Исто ја не би сакал да има судски одлуки, но контекстот потоа ги следев јас и развојот на таа цела приказка, затоа што потоа имаше јасно застанување зад нејзина одбрана, каде што имаше коментари, еве јас ќе ве наречам цигани и тужете ме и мене. Добро, тоа ќе. Значи тоа му влијанието од еден статус кој што беше веројатно напишан во афект, но најблаго би било да се извинеше и толку. Но моментот не застана тука. Коментарите надоле беа со говор на омраза и навреди и од едната и од другата етничка заедница. И оние што ја штитеа и оние што ја напаѓаа. Значи, муабетот ми е како еден статус може да прерасне во конфликт помеѓу две групи. Да, па тогаш и јас реагирав, секако тука сум на иста линија со Мерсиха. И тогаш реагирав, меѓутоа сепак како што кажав, нормално дека не одобрувам дискриминација, меѓутоа треба да се прави разлика помеѓу навреди, клевети, дискриминација, говор на омраза, и сите некогаш се нели различни работи. Тогаш реагирав, но
мислам дека затоа ова е еден показател како не би требало социјалните мрежи да се претворат во некоја јавна судница. Затоа е лошо кога институциите не функционираат. Оти сите нели бираат страна, сите имаат размислување така натака, не може да се претвори нели не се судница социјалните мрежи. Секоја јавна личност има одговорност за се што ќе напише и секако треба до крај да се држи одговорна за своите постапки. Затоа мислам дека еве пошто е конкретен случај. Не дадов конкретен случај за да можеме да Има завршница овој случај. Да, веќе тоа беше сега пред неколку дена. Да, пред Така, неколку дена. Веројатно малце исцрпивме од времето. Доколку имате уште нешто да додадете, таков случај сега да имавме за жал со трагичен настан помеѓу две групи навивачи, што дел од медиумите пробува повторно да го актуализираат тоа прашање, да не знам на кого им одговараше такви инциденти, но за среќа и се надевам дека во иднина нема да продолжат. Би дал збор на некој од публиката доколку сака нешто да каже. Да, професорот Шефер, се спомна за одговорноста пред самите уредници. Во медиумската ситуација каква е во Македонија, одамна е надминато оној чекор до катастрофа, ја мислам дека колку и да е дното филозофска категорија, ние одамна сме до преледното во медиумите во Македонија. Останува една работа која не зависи од уредниците. Ако една комерцијална телевизија плати за директен пренос и го пушти тој директен пренос, постои техничка можност да се исклучи оној тон од трибините и да имате, да гледате фудбал со пренос како од буре, некој од соседната соба да ви. Тоа е одлука на уредник и тоа е единствено нешто што може да направи уредник. Кога 10.000 луѓе скандираат, цујат, колнат, навредуваат, онака, хорски. Еден аспект на ова. Вториот аспект, Мерсиха, мислам, го спомна емисија на еден колега која е сечено, лепено, монтирано, прашува едно, вади од контекст, лепи. Не ми е јасно зашто некој нормален човек кој да му гостува во емисија, која знае дека ќе биде изманипулиран, а се си оди во една определена цел, со таква монтажа, секога може да го направам будала и секога можам во уста да му ставам од говор на омраза до, пошто е откорнат од контекст, до било која навреда, па и некоја квалификувано дел. Што може тука да направи уредникот, особено со емисии кои се на ниво на договор? Продукција од надвор, платена реклама, се емитува на... Тоа може да го прави директорот, не може уредникот. Тој нема увид. Авторот и уредник на емисијата. По правило би требало да има увид. Значи, главниот уредник и според законот и според сами се работил во разни медиуми, знаеш дека главниот уредник ја сноси одговорноста за тоа што може да се емитува, а што не. Значи, он е последниот кој што треба да одлучува. Нормално тоа треба да се одлучува со претходна дебата во редакцијата и така натаму, но тој е условно кажано одговорниот или виновникот нешто ако биде добро, именно меѓу другото затоа и повеќе се платени, ако гледаме и од тој аспект. Јас зборував за случаите кои што ги спомнуваш, значи во трибините, значи за тоа дека новинарите не треба да ги премолчуваат таквите скандирања, смрт за шиптари, смрт за хаури, ги знаеме кои се формулациите кои што се употребуваат. Туку коментаторите, значи јавно да се на некој начин да стават на знаење на публиката дека ваквиот говор кој што содржи стереотипи, предрасуди кон одредена етничка заедница е за осуда и да се повикуваат органите или пак, не знам, младите, општеството, да има поголема совестност за тоа да не се
да не ни се случи. Инаку за ова другото договорните емисии, јас сум свесен дека кај нас новинарството многу често за жал не се разликува од пропагандата и од економскиот маркетинг, но сепак мислам дека зашто се обидува во минатото некои авторски емисии кои што се емитуваа на комерцијалните национални телевизии да се извадат и самите телевизии да се извадат со фактот дека они се оградуваат, со фактот што велат дека оваа содржина не е дел од надворешен проект и не е дел од уведувачката политика. Не е точно. Значи, главниот уредник на одредена телевизија или на одреден медиум е одговорен за целокупната 24-часовна програма која што се емитува во телевизијата. Директорот, ако му прави некакви замки позади грб, тоа е прашање на одреден медиум, но ја знаеме ситуацијата дека може да се случи и тоа, но затоа се обидуваме, значи, преку ваквите дебати да создадеме некаква свест во општеството, значи, да се промени и начинот на действување на медиумите и менталитетот на новинарите и на сите општествени актери. Благодарам, Сефер. Мислам дека исцрпена и дискусијата. Јас ви благодарам што бевте дел од оваа дискусија. Нема да запреме тука. Очигледно дека следува политичка кампања и се надевам дека нема да имаме многу богати содржини, богати морам да го кажам, со говор на омраза, кои што би поттикнувале црна кампања, пропаганда за да го дисквалификуваат противникот. Напротив, би сакале да гледаме една богата дебата, фер кампања со најмалце користење на говор на омраза, затоа што само така ќе бидеме општество како што заслужуваме. Им благодарам и на публиката што издржаа саат типол да слушаат. Запомина? Да. Wow. Civil Media